Почитувани, со СДСМ се уште владеат и раководат истите кои ја спроведува криминалната приватизација. Затоа ти избегнуваат да ја понесат одговорност за огромниот број на фабрики кои останаа затворени. Ние говориме за конкретни фабрики, конкретни случаи кои сведочат за времето на приватизацијата на Црвенковски. Денес подсетуваме на фабриката Газела, која беше затворена во време кога Бранко Црвенковски беше премиер. 1000 вработени останаа на улица. Поради ова децата на вработените на Газела немаа шанса да се школуваат, да имаат нормално детство и живот. Нивната иднина беше упропастена. Поради криминалот кој се правеше во приватизацијата на Бранко Црвенковски. Газела од кожарски гигант беше на ратио сиромашувана и криминално распарчена. Приватизацијата на Газела, како и сите останати криминални приватизации, како онаа на Славија, Треска, Центро, Железара, МЗТ, Годел Кожара, Порцеланка, се одвиваа според законите кои владата на Црвенковски ги предложи, а пратениците на СДСМ ги изгласаа. Вешто СДСМ преку законите, кој ги носеше, го легализираше таквиот криминал. Таквото разграбување на Балканот не се случило. Тоа се делата на СДСМ. Затоа луѓето на СДСМ денес се препотуваат кога зборуваат на оваа тема. Затоа што не ја говорат вистината, затоа што знаат дека тие не оставија ништо вредно зад себе. Граѓаните тоа го знаат. Македонија памети.